Почнуваме гледачи, добро вечер и еве повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. И по тој повод, се разбира, следува музички поздрав. Srebro, zlato, nemam svatovi. So mene se, majko, samo mojte čalvi. Srce nosam, ja za neja, ne me vraćajte. Noki ne spijam, majko, ta mi je se. Dajte mi ja, bisera, moja moma sakana, dajte mi ja, bisera, od biser poubava, dajte mi ja, bisera. Nemam darovi, mojta ljubov, mojta pesna ke ja pozlati. Srce nosam, ja za neja, ne me vraćajte. Noki ne spijam, majko, ta mi je se. Dajte mi ja, bisera, moja moma sakana, dajte mi ja, bisera, od biser poubava, dajte mi ja, bisera. Почнуваме гледачи, веќе сте во студиото, го представуваме нашиот вечерашен гостин, а тоа е Зоран Илиев, победникот на Макфест. Зоран, добро вечер. Добро вечер на вас. Пружам честна рака за наградата, прво место. Благодарам. Секоја чест, ние ќе го раздробиме сето тоа околу како се дојде до и колку пати си имаш настапи и така натаму. Станува збор за наградата. Честна, поштена и колку пати си во Макфест, како го? Баш така, пред се да ви се заблагодарам на поканата во вашата емисија. Значи овде во вашето студио сум бил повеќе пати, во вашата емисија прв пат, се надам не и последен, ќе дојдам пак во секое време. На Макфест веќе учествувам трети пат, оваа година ми е трети пат како учествувам на Макфест. За моја среќа, најверојатно, од тие три пати, два пати бев победник на фестивалот. Од 2011 со Ангели и демони, од 2015 не задов награда, мислам, тоа да не ме сватат гледачите погрешно, не е ни битно.
на секој пејач му е добро дојде на наградата, но во овој момент би кажал така дека не е битно дали се земе награда или не, битно е да остане песната да биде слушана. Во 2015 пеев Ако не ми требаш песна, оваа година ја пеев Од утро до вечер заедно со балканската звезда Анабела. Анабела е по потекло од Србија, нели? Да, по потекло од Тоа е Србија. точно. Мислам дека е родена во Босна, али не сум сигурен. Ја прашав, но искрено заборавив. Мислам дека е родена во Босна. Да кажеме второ, трето место, кој добија? Второ место После доби тебе кој беа Мартин наред? Јан Кириловски од Куманово и трето место Антонија Гиговска. Буквално сите 32 композиции беа прекрасни. Кој да победеше немаше да биде не фер и некоректно, но ете публиката и благодарам на сите, на цела штипска јавност и на цела македонска јавност што гласаа за нашата песна. Се надам дека ќе остане слушана, тоа е многу поголем успех од сето тоа што ќе земеме награда и такви работи околу фестивалот. Значи најголема награда за мене е да биде песната слушана, да се пронаоѓаат младите слушатели па и повозрастните во песната и така да остане едноставно. После Трајче Манев не толку одамна како победник, ти втор штипјанец си во победа на Макфест. Па мислам дека сум трет, Дули и Коки мислам дека имат Да, победено Дули и на Коки, Макфест. точно, да, Ако не да. сум грешка, ако сум Не си грешка, нека ми тоа е проста, точно, да. нека ми проста Јас сакам јавноста. твоите мислење да го чујам. Да, мислам дека Дули и Коки имат со виолина и гитара, мислам дека е песната со која што победија на Макфест. Јас сум трет штипјанец, со 2 победи на Макфест и така. Се гордеам со тоа нормално. Господине Зоране, ти имаш двојна улога овде, како што рече, да запееш и заедно со музичката група Корона. Не кажувај либе добра ноќ, не оди дома рано ти, најзгодно време е во ноќта, прекрасна е ова ноќ за нас. Најзгодно време е во ноќта, прекрасна е ова ноќ за нас. Сите спијат, а ние сме сами. Дојди си, драги, при мене, милувај, бакнувај безкрајно. Волшебна е ноќ за љубење. Милувај, бакнувај безкрајно. Волшебна е ноќ за љубење. Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Срцево моје е за тебе и не би го дала ја за друг. Срцево моје е за тебе и не би го дала ја за друг.
Почнеме гледачи, го откривме успехот на нашиот Штипјанец Зоран Елиев, а да откриеме уште нешто друго. Кои се неговите први музички почетоци? Па да, интересно прашање. Први мои музички почетоци, можам да кажам слободно, дека откако знам за себе, буквално пеам од првиот ден од кога знам дека јас лично постојам од кога се сеќавам на мои најмали нозе, како сум слушал музика, како сум го поминувал детството, од буквално најмали нозе сум слушал буквално музика и сум пеел секојдневно. Дори имав и повеќе инструменти, сајзер, гитара, тарабука, армоника. Значи тие инструменти ми ги купеа нормално моите родители, на моја иницијатива и моја желба. Слушав музика многу, доста многу пеев, подсвесно сум си замислувал, тогаш сум си правил како дете нормално, како да кажам, филмови во глава дека некаде пеам или пред публика пеам, но ете ден денес тоа се некако остварува и тој детски сон сега моментално го живеам буквално во овој момент. Цел живот пееш и да продолжиш да пееш со некој инструмент? Па така, кој што ви кажав, имав повеќе инструменти кои што ги свирев без никаква помош на никој, буквално самоук можам да кажам, но не остана ни еден инструмент да се бавам професионално со тоа и така да пењето ми остана единствена работа со која што сакам да се бавам и за инструмент мислам дека никогаш не е касно, додуше и за пење не е касно, никогаш. Така да инструмент не свирам никој професионално, онака аматерски знам некои работи да отсвирам. Инаку се од моето детство се бавев со спорт доста години и така да музиката ја бев како запоставил на некој начин. 15 години бев фудбалер и потоа се случија некои работи и сватив дека музиката треба да биде мојот правец кон животот и ден денеска сум среќен што го работам тоа. И да не заборавиме твоите корени музички, иако што зборува мојата информација дека мајка ти убаво пеела. Па да, мајка ми доста убаво да пее. Спомнем и да ја поздравиме. Да, поздравиме, ја поздравувам многу мојата мајка, мојот татко, мојата сестра, моите родители, нормално. Цела фамилија буквално, пријателки. Мојата мајка пее преубаво. Изворно пеење, значи буквално од кога се јас сеќавам на мене, на сите наши, како да кажам, веселби, ајде да кажем на некој начин, кога се били присутни кај нас гости од страна, од овде, од градот, од секаде, буквално секојаш се ја терале мајка ми да пее додека тие седат сите, си мезат по нешто и така. На пријатна атмосфера и секојаш таа е пеела. Да. И најверојатно сум од неа наследил нешто, додека татко ми бил фудбалер доста години, па најверојатно и од него сум го наследил спортот, но ете сега го живеам тој живот што сум го наследил на мојата мајка. Спортот и музиката имат допирни точки? Има. Се разбира, нели е така, да. Пееш забавна музика, кој ти е идол во сегашно време? Има многу, спомни некој. Искрено има многу што ми се идоли. Најголем идол на сите пеачи во Македонија и пеачки, барем во наше време, во сега ова последно време, знам и сум уверен дека тоа е дефинитивно човекот што за жал не е повеќе меѓу нас, Тоше Проески. Тој беше идол не само како за музика, тој беше идол за како треба да изгледа еден човек, едноставно. Колку беше хуман и колку тие работи ги правеше професионално и од душа, мислам, тоа се гледаше, затоа и луѓето го сакаат толку и ден денес го сакаат и ги го сакаат, мислам, за секојаш. Така да него би го издвоил, затоа што друг музичар буквално не гледам никој со такви очи како што сум го гледал него. За мене Тоше Проески, да? Па никогаш, мислам, не за 1000, не за не знам колку години нема да се роди таков човек едноставно. Без разлика дали ги се бави со музика или со нешто друго. Кој од македонските пејачи ти остави најдобар впечаток, да речеме, сегашните има или да речеме малку поранешно, освен Тоше Проески? Да, Македонија има, од секојаш имала многу добри пејачи и пејачки, без разлика од кој жанр на музика. Не би издвоил никого, за да не навредам некој, но како што слушам јас, мојот слух,
е доволен за да сватам дека во Македонија има многу таленти, има професионалци многу исто така и како што ви кажав да не сакам да издвојам некого, 100% од луѓето што се бават со оваа музика јавно, мислам дека сите 100% пеат доста солидно за како што треба. Во твојата интерпретација внесуваш ли свој стил и свој израз или некого копираш? Потајно, нели, така? Гледај сега, значи ние машките пеачи најверојатно гледаме многу пеачи низ цел свет како пеат и како се понесуваат на сцена. Но мислам дека секој во нас има нешто природно свое и мислам дека во тоа ќе се пронајде најмногу и тоа ќе го презентира на публиката, без разлика дали некој детал или некој момент видел од некој друг пеач или пеачка, еве ќе кажем, па да го презентира на публиката, но сепак мислам дека јас имам свој стил како и сите други пеачи и не планирам да копирам никого искрено. И сакаш да го надградуваш. Да, па буквално секој настап ми носи повеќе искуство и со сето тоа искуство веќе си имам створено свој правец на движење, на начин на пеење и тоа го пласирам на публиката. Почнуваат гледачи, повторно следува македонски музички времеплов. Цела ноќ молчиме, спијат звезди, а во душа бранови. Ова ноќ тажна е, срце плаче, една љубов умира. Што ноќта помине и денот осамне, опе со срца веќе направа. Во моите куфери ке скријам немири и без да плачам ке си заминам. Бакни ме, смири се, не сме ние први, ниту последни. Сведок е зората, та памти безброј средби разделби. Што ноќта помине и денот осамне, од песок срца веќе направа. Во моите куфери ке скријам немири и без да плачам ке си заминам. Секој крај тежок е, само надеж утре ке ни остане. Ушни ме, ангеле, ова лето вечно да го памтиме. Што ноќта помине и денот осамне, од песо срца веќе направа. Во моите куфери ке скријам немири и без да плачам ке си заминам. Што ноќта помине и денот
me od peso srca veke naprava. Vo mojte kuperi ke skrijam nemiri i bez da plaćam ke si zamina. I bez da plaćam ke si zamina. Почнемо гледа го продолжуваме разговорот со нашиот победник на Макфест Зоран Илиев. Господине Зоране, да те прашам и уште нешто. Дали имаш афинитети кон староградската песна, затоа што ова наша емисија е фолклорното богатство на Македонија? Ова ваша емисија сум ја гледал неколку пати. Баш ми е драго, мило. Искрено е доста гледана емисија овде во нашиот град. Староградска музика, јас искрено не пеам, слушам доста. Мојот начин и мојата работа е во забавната музика, таму се пронаоѓам. Мислам, морам да сум искрен, нели, спрема вас. Луѓето што ме знаат јас каква музика можам да ја презентирам. Староградска музика пеам, денески ви спеам неколку наши народни песни. Староградска музика слушам на многу веселби, на многу забави, на многу се приклучувам во пеење, во песните што ги знам и мислам дека треба да ја негуваме оваа наша староградска. И да не заборавиме да го дополниме прашањето за Макфест. Композитор, аранжер, текстописец. Да ги поздравим моите автори. Музика и текст е на Столе Аврамов од Кавадарци. Аранжман е на Зоран Алексич, попознат во Македонија како Снупи МС. Тој го направи аранжманот и тој е од Кавадарци. Така да штипско кавадаречка екипа се собра со поддршка од нашата колешка Анабела и направивме една добра композиција. Ти имаше желба да отпеше на песна на Кире Костов и на Григор Копров? Секако дека да, во секое време со такви добри автори, композитори, мислам дека на секој пеач му било композитори. Па баш така. Зборуваме за македонскиот дел на музиката. Точно, па 90% од популарните песни може да кажем слободно дека се нивни песни, така да зошто да не. Второ и трето место е заслужено, повторно, нели? Мислам дека се е заслужено. Публиката си одбра тоа што сака да победи на фестивалот. Јас сум баш благодарен. Се надевам дека луѓето мислат дека е баш буквално ферски. Еви јавно кажувам дека не е имало никакви местенки како што збореме ние овде низ градот или низ нашата земја околу фестивалите, така да ова е буквално честна победа. Ти си подама на Макфест, си ја спомнуваш најчесто водителката Вера Јанковиќ? Па мислам дека Вера фали на Макфест искрено. Тоа е мое мислење сега. Апсолутно. Не дека денешните водители не си ја вршат работата како што треба, баш си ја вршат професионално. Но Вера со нејзиниот стајлинг и нејзиниот начин на говор и на изразување спрема публиката имаше некој по-шмекерски стил на фестивалот. Тоа е точно. 12 на години мислам дека го водеше Макфест. Да се надеваме дека повторно ќе се појави на Макфест, нели? Па дај Боже, луѓето кои што го организираат тоа знаат најдобро што е за фестивалот. Така да ние не сме компетентни да се мешаме во таа нивна работа. Тие знаат што е најдобро за фестивалот и ќе направат се за фестивалот. Господине Зоране, ти имаш двојна улога овде, како што рече, да запееш и заедно со музичката група Корона. Катино, моме катинке, зелена детелинке, дождови дури паѓаат, не можам да заспијам. Тинке, катинке,
se samo eseni Vo mene zapišani Tinke katinke, ti detelinke Zašto ne mi zboruvaš Kako mrak prezuri, kako molnja nebesna Pred mene iščeznuvaš Tinke katinke, ti detelinke Po tebe lutuvat Site tvoji ljubovi, site momci neverni Tebe te zonuvat Katino mome katinke, zelena detelinke Ne možam da ne te mislim, spomeni da izbrišam Tinke katinke, ti detelinke, zašto ne mi zboruvaš Kako mrak prezuri, kako molnja nevesta Pred mene iščeznuvaš Tinke katinke, ti detelinke Po tebe lutuvat Site tvoji ljubovi, site momci neverni Tebe te sponuvat Господине Зоране, знаеш да запееш, сето тоа го покажа наградите, дека сето тоа е некоја вредност кој што го другите го почитуваат и секако те наградиле. Макфест ќе остане во твоето сеќавање, а тоа ќе рече продолжуваш, Макфест ќе живее. И сега кажи ми, впечатет си од останатите години на Макфест. Дали се уште доваѓаат композиции вредни или оној прв почеток е повреден за тебе? Морам да Твоја бидам слободна искрен. оценка. Морам да бидам искрен, да, пошто ова сум го зборал со мои другари, мои блиски, околу Макфест, баш буквално што мислам за Макфест и што мислат тие. Јас кога бев дете, јас живеам буквално на 150-200 метра од Домот на културата. Јас кога бев дете, буквално трчев по пејачки за автограми и за слично. Денес тоа е, за жал, во се помал број. Ова сум само искрен, тоа е моје мислење, да не ме свате никој ништо погрешно. Фестивалот како фестивал го има истиот квалитет, но мислам дека рекламата е малку изоставена. Пласирањето на државно ниво дека ќе се одржува фестивал како што е Макфест е малку изоставено на некој начин. Мислам дека тоа е моје мислење и нека биде некој апел ако треба да биде до одредени луѓе кои што се во организација на фестивалот. Мислам дека треба да се погрижат повеќе за околу рекламирање на фестивалот, да се внесе малку гламур во сето тоа, бидејќи и самите знаеме дека од Макфест на Макфест се испеани најголемите хитови во Македонија и тие ќе останат буквално евергрини за цел живот и ќе се слушаат уште многу поколенија. Моменталната ситуација е таква каква што е, квалитетни песни има, но мислам дека за жал сето тоа не е изрекламирано медиумски доволно и мислам дека треба да се погрижат околу таа работа повеќе организаторите околу фестивалот. Твоја размисла да се врати оркестарот или? Да, јас пеев 2015 со оркестар, тоа е преубаво чувство. Значи, цел оркестар со 50 изведувачи, мислам дека е нешто како да кажем, најадреналински добро за секој пеач, најголем предизвик да се вклопиш во тој цел оркестар.
најголемите хитови на Макфест се испеани на Матрица, како што и оваа година беше. Така да мислам дека има своја убавина и така, значи тоа и оркестар и Матрица, мислам дека квалитетот на песната можеби не е толку битен дали ќе биде на оркестар или на Матрица. Квалитетот на песната си доаѓа сам по себе. Добра песна е добра песна без разлика. Се сложуваш да биде интернационален и понатаму? Секако дека да. Значи Макфест е Како се прикажа оваа година на странците? Според твојот длабоко музичко убедување? Збор можам да кажам дека странците што беа на Макфест оваа година буквално беа феноменални, фантастични. Сите што испеја искрено од срце мое мислење го кажувам, не го кажувам ради реда како да се биле дел од фестивалот. Поточно ќе ги издвојам мојата колешка од Шведска и мојот колега од Финска. Значи тие беа гласови кои што се слушаат многу ретко. Тоа беа нешто надпросечно, јас тоа го слушнав додека тие се распева во позади во бекстејџот и си велам буквално што е ова, знаеш. Кога излегува на сцената има огромен аплауз, заслужен огромен аплауз и би ги издвоил нив двајца за едно добро шлакче на тортата на овој фестивал. Значи доаѓаат квалитетни гости од странство. Сите пејачи беа феноменални, но од странците би ги издвоил нив двајца бидејќи беа стварно фантастични. Да кажеме за нашиот музички живот во Штип, понастрана малку да речем од Макфест, дали си задоволен со музички групи, со културно-уметнички друштва? Што недостасува или се е во ред? Па музички живот во Штип да кажам, овде низ локали во Штип, каде што јас настапувам често, има доста добар музички живот овде во Штип. Настапуваат повеќе групи, културни манифестации мислам дека се одржуваат малку, за жал. Може би треба да се одржуваат малку повеќе културни манифестации во склоп на музиката. Така да се на себе кажа дека Штип е доста музички град и има многу групи и многу пејачи што професионално и заслужено си го заработуваат левот преку музиката. Да. Почнуваме гледачи и повторно македонска народна песна. Останете со нас. Нема љубов без двајца нас, а без љубов нема за нас двајца спас. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Сакаш друга најди си, ако љубов сакаш мене гледај ме. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува.
Кој што пари сакал, аир не видел, кој што љубе сакал, живот живеел. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот со нашиот овогодишен победник на Макфест, Зоран Илиев. Зоране, едно интимно прашање. И не треба одговор, ако... Дали ти недостасува музичко образование? Многу. Искрен да бидам, многу. Кога бев мал, еви ова приказна ќе ви ја раскажем на вас и на гледачите на телевизија Ирис. Имав 5 години и го натерав мојот татко, мислам го натерав. Му кажав дека сакам да учам музичко. Беше мај месец и тој виде дека имам преголема желба за сето тоа и заедно отидовме во нашето музичко училиште и ми рекоа таму професорите дека сега е мај месец и е крај на школска година, значи треба да дојдам од септември. Истата година, од август месец, јас почнав да тренирам фудбал, значи од мои 5-6 години до 20 години тренирам фудбал и мислам дека тоа ми е некоја, не се каам што сум тренирал толку години фудбал, но мислам дека сум можел паралелно да ги правам и двете работи, но дете како дете, тогаш сум го живеел тој сон, да станам фудбалер. Се надам бев доста солиден, добар фудбалер. Која бројка играш? За жал не успеав во спортот. Но... Која бројка ја играше во... Бројка 5-ка. Еве ќе го поздравам и Стојан. Легендарен Джали. Стојан Арсо Джали ми беше прв тренер. Еве го поздравам и него. Истата позиција што играше тој, ја играв и јас. Да. Може би тоа време сум бил некој омилен играч од екипата. Се шалам, нема везе. Сите деца сме му биле омилени и уште ден денес живееме многу и се поздравуваме на улица и тоа ќе остане така за цел живот, бидејќи спортот ме изоставил од некои лоши пороци, да кажам, алкохол, цигари, такви работи, буквално ништо не е имало. И ден денес уште тоа ме вози. Спортот и музиката остануваш верен на овие две... Сега рекреативно со спортот, со музиката случувања. се надевам професионално, колку што може максимално и тоа. Господине Зоране, имаме впечаток дека те бара музичката група Корона. Да, Имаш мене ми е чест да пеам со професионалци како што се Корона група. И така да се надам дека ќе уживаат слушателите и гледачите на вашите телевизии. Почнуваме гледачи и повторно со групата Корона, останете со нас. Назад, калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има висока гора, не ќе можеш да ја поминеш. Кај нас има висока гора, не ќе можеш да ја поминеш. Ке се сторам јас со копиле и пак кај тебе ке дојдам. Гора ке прелетнам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Гора ке прелетнам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам.
Kalino mome, nemoj da odiš po mene. Kaj nas ima dlaboka reka, neke možeš da ja pomineš. Kaj nas ima dlaboka reka, neke možeš da ja pomineš. Ke se storam jas mrena riba, ipak kaj tebe ke dojdam. Reka ke preplivam, kaj tebe ke dojdam, večno tvoja ke bidam. Reka ke preplivam, kaj tebe ke dojdam, večno tvoja ke bidam. Nazad, nazad, Kalino mome, nemoj da odiš po mene. Kaj nas imam, ubava žena i dve mali dečinja. Kaj nas ima ubava žena i dve mali dečinja. Ke se storam jas crna čuma, ipak kaj tebe ke dojdam. Žena ke ti sotram, dečinjake gledam, večno tvoja ke bidam. Žena ke ti sotram, dečinjake gledam, večno tvoja ke bidam. Jedno isto tako otvoreno prašanje. Koliko si zadovoljen ili koliko treba da бидеш zadovoljen ako da rečeme imaš želба да излезеш на нов пазар надвор од Македонија и така натаму? Дали ти е во програмата планирано тоа? Па искрено морам да бидам велик кој до сега што бев цела вечер, цела емисија. Секој македонец или секој пејач оде од Македонија сака да му е желба да излезе надвор од нашите граници, да презентира нешто наше. Така да мене ми исто така во план да го направам тоа во најскоро време, да пробам едноставно да презентирам нешто на публиката надвор од нашите граници. Се надам дека ќе биде и тој проект во најскоро време остварен, но се во свое време ќе дојдам пак во емисија кај вас за да ви известам. Да неуредно информираш, тоа е точно. Да. Прикриена желба за Евросонг, за Санремо, да речеме, и сите други фестивали кои се популарни во Европа? Па да, Евросонг е исто преубав фестивал, да кажем. До сега сме имали од Македонија секоја година феноменални изведувачи. За жал, не сме успеале да направиме некој подобар пласман.
Желба да пеам јас на Евросонг секако дека имам. Не е приоритет, тоа не ми е приоритет искрено. Само по себе ќе си дојде. Доколку треба да биде, нека биде, би било добре дојдено за мене, се надевам и за моите фанови, за моите пријатели, за мојата фамилија. Така да, доколку се случи и ете и тоа, ќе бидам јас секако. Ние Штипјани ќе бидеме горди. Мојата биографија би била пополна за уште тоа. Мислам, ќе испишем друг дел од мојот живот, од моите случувања во животот, така да Евровизија би било добре дојдена за мене и за сите други пеачи кои што сонуваат или едноставно имаат желба за да бидат дел од тоа напреварување. Ќе дојде ли ден да запееш твоја лична песна? Ќе влезеш во водите на компонирањето? Па искрено досега имам неколку мои песни што Излегува ли во јавноста? не, се уште не се допреле до јавноста. Но се надевам се по свое време ќе си дојде. Едноставно како што јас се надградувам како музичар, мислам дека инспирацијата за да направам нешто мое е се поголема и се надевам дека ќе успеам еден ден да пласирам нешто мое и да биде многу слушано и да Тоа се секако планови за твојата иднина музичка, така ли? Па да, искрено планови, кај мене буквално плановите доаѓаат сами по себе. Да. Како што ви кажав, јас го работам ова веќе повеќе години, настапувам низ буквално цела Македонија, со исклучок на неколку градови. Приоритет ми е тоа да имам што повеќе настапи, бидејќи тоа сакам да го правам, живеам едноставно за тоа. Многу ми е добро кога ја презентирам музиката на публиката, кога сите тие се забавуваат, играат, пеат заедно со мене. Тоа е, мислам, најголемиот дар, најголемото чувство, најубавото чувство да гледаш како цела публика, без разлика колку се, дали се двајца или се 2000 или не знам колку или 20.000, се забавуваат на твојата песна и на твојата музика што ја презентираш во тој момент. И сакам да го живеам тој сон, да кажем, уште многу години со Господ напред. Тоа е точно, да. Еве, чувме и за твоите планови во иднина. Нашто време вели дека да ти посакам многу успеси, твојата домашна витрина да се полни со награди и да живееме музички и со песна. Така е, благодарам уште еднаш Баш за ви поканата во вашата емисија. Баш пријатно се чувствував. Поздрав до вас, поздрав до вашите колеги, поздрав и камерите, до цела ваша екипа овде во телевизија Ирис. Како што кажа, се надевам ќе дојдам пак во вашата емисија. Ќе презентираме понова песна, понови успеси, само живи и здрави да бидеме. Музичката група Короната очекува. Да, исто. Благодарам уште еднаш Благодарам и на што вас. сте заедно во оваа Секој е добро, емисија. да сте живи и здрави. Пошто гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во оваа емисија, се надевам задоволни, а се гледаме наредната недела со нова музичка премиера. Пријатна вечер. Srce moje,